Текстилот и угостителскиот сектор ги поделија првите плати на работниците од увоз. Дали газдите се задоволни од нивната работа? Во глобала, тие се задоволни од нивните услуги, односно од нивните работни вештини и од нивниот однос кон работата. Јас мислам дека е премногу рано. Се каже сепак тоа е краток период од месец дена. Овие се некои првични резултати. Се уште нема задоволство, меѓутоа има оптимизам. Дали нивната продуктивност одскокнува и како се прифатени од нашите работници? Задоволни се од нивното работење, дури придонесуваат за зголемување на продуктивноста на ниво на целиот погон, односно на целата фабрика. Со оглед на различната култура, како готвачите од Непал или Филипини ќе сготват традиционално македонско јадење. Веројатно ќе има, ако веќе немаше такви некои си припреми и тренинзи, бидејќи оние готвачи кои што ќе дојдат од тие земји кои што веќе ги споменав, не знам колку ќе бидат подготвени да сготват нешто македонско. Колку работници од странство се потребни за да се покрие туристичката сезона која е на прагот? Се очекува оваа година за оваа туристичка сезона да во Охрид да дојдат околу 700 до 800 работници, што од Филипини, што од Непал, кои што ќе ги заменат оние работни места кои што фалат во моментот, тоест оние млада работна снага која што ни замина во Западна Европа или во Хрватска. Според податоците на Агенцијата за вработување во Македонија има работници од Турција, Косово, Србија, Албанија, Индија, Непал, Украина, Русија и Грција. Тие работат како градежници, електричари, армирачи и слично. Владата лани ја зголеми квотата за работни дозволи на странци од 5.000 на 7.000, број кој се уште не ги задоволува потребите.